Добро вечер, во продолжение на отворената студија. Продолжуваме во вторник, а понекогаш и во четврток со нашите обиди за своевидна интерактивна со вас, почитувани гледачи. Овој пат наредниот час ќе биде посветен можеби на една поспециализирана група на гледачи, тоа се нашите производители, но во секој случај нашите преработувачки капацитети во аграрот. Дотолку повеќе што тоа е сфера во која и за наредната година од буџетот се издвојуваат неколку десетици или милиони евра. Мој вечерашен и ваш гостин, кој ви стои на располагање за телефонски контакти, прашања, одговори и коментари, е Љупчо Николовски, министер за земјоделие. Ви благодарам што дојдовте. Министре, колку до година пари од буџетот за субвенционирање? Добро вечер. Прво сакам да искористам приликата да го честитам Божиќ на сите оние кои што го слават, заради тоа што денес е навистина празник. Голем дел од граѓаните на Македонија го празнува според овој календар и сакам да ги посекам сите на убави желби за здравје, среќа, радост, честност, искреност помеѓу сите луѓе и помеѓу граѓаните. Што се однесува до вашето прашање, Владата на Република Македонија согласно буџетот кој што беше усвоен од Собранието обезбеди средства за субвенции во земјоделството согласно сите промени кои што тековно се направени и согласно промените кои што ќе следат во 2019 година. Она што е најбитно и кое што беше најголем врвен приоритет во делувањето во овој период, особено во оваа година, согласно програмата од 2018 година, е да имаме принцип на редовна, неселективна исплата на субвенциите. Едно што е констатирано, односно најголемата критика која што доаѓа од сите анализи, истражувања кои што ги направивме во текот на годината, кои што треба да ни послужат за промени постепени кои што ќе ги правиме во следствениот период, е дека субвенциите немат ефект, односно не се прилагодени на заедничката европска политика или не даваат доволно ефект, заради тоа што не се навремени, се селективни, односно производителите не ги добиваат тогаш кога им се потребни. Тоа значи дека се ова што како критика го имаме во досегашната политика на субвенционирање ќе се промени 2019. Со колку пари располагаме? 8,5 милиарди денари е буџетот за целокупниот сектор во делот на субвенционирањето и околу 1,8 вклучително и 1,8 кои што се дел од програмата за рурален развој. Со тоа се обезбедени субвенции за навремена и целосна исплата на субвенциите по однос на сите мерки во 2019 година. Ако сето тоа го претворите во евра, околу 110 милиони евра за директна поддршка, околу 35 милиони евра за дополнително преку програмата за рурален развој, кој што се повторно поддршка на земјоделството преку соодветни мерки. Дополнителни средства во 2019 година ќе бидат реализирани преку една од најуспешните програми во 2018 година. Тоа е ИПАРД програмата, каде што имаме склучено 18 милиони евра договори, кои што ќе се реализираат и ќе се имплементираат во 2019 година. Читам неколку експерти, а гледам и од забелешките. Дел од овие средства дали и зошто не се насочуваат кон изградба на локалната инфраструктура, која е важен елемент на достапност на агротехничката механизација, на пласманот на производите и така натаму. Владата влегува во еден обемен проект за инфраструктурно поврзување на локалните патишта, но не ги гледам патиштата кои имаат значење, како ние обично велиме, до нива. Точно, тоа е една голема слабост заради отсуството на соодветни мерки преку кои што би се поддржале изградбата на полските патишта или патиштата до соодветните ниви, односно до земјоделските површини. Само пред 2 дена Министерството склучи договор со 5 регионални плански региони и тоа е за прв пат во целиот овој период на 20 години да Министерството дава директна поддршка за изградба на полски или пристапни патишта до соодветните земјоделски површини. Ние тоа го детектиравме, тоа е сосема нова мерка, наша изворна политика и принцип.
во текот на 2018 година се спроведе постапка. Само преку оваа мерка ние поддржавме 50 километри. Значи, склучивме договори пред само 2 дена за 50 километри пристапни патишта кои што ќе бидат реализирани преку планските региони во најголем дел од општините во државата. Во јануари, како резултат на успешноста на оваа мерка, повторно со самото носење на буџетот и профункционирање, ќе го распишеме новиот повик за 2019 година, за да може и во следната година многу побрзо тоа да биде направено, односно реализацијата токму на овој вид на инвестиција да биде во првиот дел од годината. Дополнително, преку програмата за рурален развој, постојат низа на мерки преку кои што ги поддржуваме општините. За жал, 2018 година беше година во која што се правеа проектите, се чека општините да завршат со своите процедури околу проектирањето и сите тие останати обезбедување на документација. Веќе и во претходните 3 месеци платежната агенција го затвори повикот за мерките кои што се однесуваат на урбанистички планови, на патишта, на инфраструктури, на домови, на сите оние дополнителни поддршки кои што доаѓаат во делот на руралниот развој. Тие договори ќе бидат вклучени во јануари 2019 година. За барање за субвенции за градинарски и овошни култури, уствари денеска истекува. 25 денеска. Да. И сега наведувате 5 денари по килограм земјоделските стопанства што има засејани и ожнејани површини. Главната перцепција е дека досегашниот концепт на субвенционирање, освен овие, да речем условно, криминални трансакции, нати го, дај ми го и така натаму, се однесува на тоа што се инвестира, не се инвестира во човечките ресурси, во примера на најсовремените агротехнички мерки, на агротехничка механизација која ќе ги развива, да речем, европските или моделите на Унијата за фармерство. Дали и како тоа ќе се постигне, особено во сферата на производството на храна и сточарството и сточарските фарми? Многу генерално е прашањето. Добро, ајде, почнете вие, одберете си кое сакате сегментарно, па ќе продолжиме. Секако дека ако збориме за развојни мерки и инвестицијски мерки, она на кое што сме фокусирани во следната година ќе биде токму за да го имаме ефектот преработувачката индустрија, односно наместо фокусот кон производството, ќе се фокусираме на преработувачката индустрија. Ќе се навратаме на еден од проблемите кои што или неколкуте проблеми кои што ги имавме оваа година. Поради нестратешкото носење на одлуки и мерки во делот на субвенционирањето, се соочивме со вишок на соодветни производи во соодветни региони, односно периодот годината. Имавме огромен вишок на сливи во државата. Заради тоа што се давале субвенции за подигање на насади, односно за директни субвенции, но во ниту еден случај нема поддршка на преработувачката индустрија, односно не се градат капацитети кои што ќе ги откупат, кои што ќе ги преработат, кои што ќе воведат нова технологија, кои што ќе создадат производи со дополнителна вредност и кои што ќе обезбедат извоз на самите производи, односно девизен прилив. Што треба толку многу од сливите да направиме убав джем? То домашна ракотворба, да условно да кажам, да направиме, без оглед колкави се процентите. На крајот на кои се менеджерските способности на фирмите што откупуваат, што не го пласираат тоа на странските пазари за суровинска база. Зашто да пропаѓаат? Токму затоа, ама треба да се работи многу во поглед на поврзувањето на земјоделците со преработувачите. Треба многу да се работи во делот на маркетингот, во делот на создавање на производи со дополнителна дејност, во делот на информираноста, на едукацијата, како тоа да создадеме производи кои што се барани на светските пазари, за кои што се трудиме да обезбедиме пласман во други земји. Јас ќе цитирам професор Борис Анекиев, кој често пати има своји колумни во Фактор. Вели, слабите страни на македонското земјоделство се нискиот степен на користење на производните фактори, земја, труд, капитал, поради технолошки, менеджерски и пазарни слабости. Ако е тоа сублимат на еден университетски професор, значи ли тоа дека ние немаме изградено, меѓу другото, и систем на менеджирање со аграрот? Апсолутно. Отсуствува систем во кој што ќе се креираат политиките паралелно во сите подсектори на аграрот.
Ние затоа денеска носиме нов закон за советодавни услуги, заради тоа што ако не ни функционираат советодавниот систем, кој што е еден од најцврстите столбови во сите земји кои што имаат модерно и конкурентно земјоделство, односно информираноста и едукацијата на земјоделците, кои агротехнички мерки да ги користат, какво ѓубриво и слично. Денес го носиме во собраниска процедура после многу години законот за фитофармација кој што обезбедува целосна контрола на пестицидите од влезот на граница, од самиот увоз до нивната примена во почвата секојдневно. Ќе се контролираат и ќе се едуцираат паралелно земјоделците како и колку да користат, меѓутоа ќе има и соодветни казнени прекршочни одредби во тој поглед. Кога збориме за систем, многу работи фала за да сето тоа биде склопено. Затоа сте вие тука како министар да затоа и работиме на. Постои ли концепт на окрупнување на посевите? Ние, условно речено, ЗИК Џумалија во еден процес на баш на општиот грабеж и така натаму, остана 2-3 години запустена. Сега се навестува дури заради одредени сомневања со досегашните газди кои се во притвор, дека таа судбина може и ЗИК Пелагонија да ја дочека. Џумалија остана необработена 7 години како резултат на лошите политики кои што биле водени. Денеска Џумалија е целосно на располагање на земјоделците. Во претходните 2 месеци склучивме 159 договори со поединечни земјоделци, но и со 8 поголеми блокови, односно правни физички лица кои што конкурира за поголемите блокови кои што останаа таму и целосно веќе се предава во работа, односно во владење на самите земјоделци и сметам дека тоа е на задоволство на сите, заради тоа што денес никој не се буни и нема проблем со површините на Џумалија, затоа што ако излезете на терен, луѓето се задоволни. Слабоста е што остана површините, огромни површини, околу 5000 хектари остана необработени долг период. Што се однесува со ЗК Пелагонија, таму со околу 18000 хектари и Државниот инспекторат за земјоделство перманентно ќе врши контрола дали како и до сега, како и во целокупната ревизија која што ја правиме во текот на оваа година, како резултат на која што се ослободени 24000 хектари земја, токму и таму ќе правиме контрола дали земјата се работи согласно договорите кои што се склучени. Но она што сакам да го потенцирам е дека за прв пат сериозно после подолго време започна процесот на консолидација во Македонија. Тој ќе трае 10, 20 или 50 години, заради тоа што станува збор за долготраен процес во кој што има многу фази кои што ќе изумреме до тогаш. Ние се надевам дека нема да изумреме од глад. Ние започнавме постапка на консолидација во 12 региони каде што има околу 5000 хектари или 17000 поединечни парцели и тоа се луѓе кои што треба да бидат да се согласат, кои што треба да се едуцираат, кои што треба да формираат задруги. Тоа се локации на кои што сакаме да ги развиеме советодавните служби. Тоа се површини на кои што сакаме да изградиме системи за наводнување и се прават проектите и во дел од нив започна и реализација. Имаме веќе тендерски постапки и започнати градби на системи за наводнување. Тоа што не било направено со години, со целокупната енергија, фокус, знаење и капацитет, Министерството, службите, секако дека ќе се трудиме што побрзо да се видат резултатите во тој поглед. Поштовани гледачи, за вас и со вас. Вечерва е министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Ви стои на располагање за контакти, прашања, дилеми. Разговарајте со него, јас можам само да бидам модератор. Додека него добиеме нашиот прв гледач, уште само помалку повеќе политичко провокативно прашање. Толку ли е драма на пензионерите и на да им даеме да бидат пазарџи на тезги, 1000 души може да бидат у Македонија, за разлика од грижата на претениците за собствените повластици, деме како што вели Џафери, да не копале по контейнери. Тоа ли е социјалдемократскиот баланс? Јас не можам да коментирам. Излезе Социјалдемократски сојуз на Македонија со соопштение дека не стои зад законот и дека не се прифаќа тој предлог или таа
таа идеја за самиот закон, но секако дека се боревме за демократија, за слобода, секако дека секој еден пратеник може да даде соодветна иницијатива која што треба да биде разгледана. Што се однесува за сето она што се однесува на фармерите, на производителите, на вистина со секој еден поглед, со секоја една нова мерка, со секоја една нова политика се префрлуваат и повеќе пари кај граѓаните, се враќаат повеќе средства. На 200 милиони евра имаме исплатено за останати долгови од пред неколку години, вклучително и од последната година. Паралелно се введуваат и нови мерки. 2019 година ќе имат и новата мерка зелена нафта, која што заслужува внимание, која што работиме по временски период. А да не зборам за нови развојни мерки, политики кои што се и во директните плаќања и во субвенциите, но и во останатите програми на министерството. Добро, најмногу ми напиша на нашите преку нашите социјални мрежи околу зелената нафта. Таа ќе стартува? Да. Како ќе се реализира? Таа стартува 2019 година, паралелно со програмата за директна поддршка. По површина или по предадени производи? Како ќе се користи тоа? Кој критериум ќе биде? Ние законот го променивме минатата година, се уведени нови платежни брендирани картици кои што ќе бидат кодирани само за нафта за земјоделската механизација, направена методологијата од страна на Факултетот за земјоделски науки и храна и таа се однесува и по соодветна култура и по соодветна површина, се направени пресметките колку земјоделците, односно производителите, имат потреба согласно таа методологија и колкави трошоци ќе бидат покриени од Добро, јас од време на време гледам преку телевизиските извештаи дека сте присутни меѓу другите меѓу земјоделци. Дали сте подготвени за соочување телефонско и телевизиско со вашите, нашите гледачи и консументи? Добро вечер за првиот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Да ви се представам, јас сум Борче Вучински од Могила, мини фармер. Поздрав до Еден ТВ, поздрав до вас Чоловски и до министерот. Чекате на министерот да му даде малце хартија и едно пенкало да запишува што ќе плашате и кој се увате. Повелете, Борче, извинете. Најпрвен би го прашал министерот до кога да му веруваме, бидејќи во самата кампања до вториот круг на градоначалнички избори во Могила лично го запрашав доколку земјоделците во нивно време пријават декада за млеко, за колку време ќе бидат исплатени и добив одговор дека ќе бидат исплатени после завршувањето на декадата во рок од месец до месец и пол. Исто како што беше обеќана и зелената нафта и ред други работи. За полските патишта, тоа е отом потом земете ја телевизијата заедно со министерот, па ќе одиме на лице место кој ги доби, кој ги градеше. Значи, имаме други прашања. Се конкретното прашање што е? Да. Конкретното прашање од мене и од фермерите е истото што е прашав Ленче Николовска кога дојде во Могила и кога замина со скршена штикла. Истото сакам да му го поставам и на министерот. Дали е свесен дека 20 месеци земјоделците, фармерите се остаени на цедило, дури денес добија 5 месеци субвенции за 2017, од кои остануваат уште 3 месеци, тие се значи пријавени во 2018. И еве цела година значи заврше годината, не се ни по грло. Дали знае дека субвенциите за по грло и за по литар не се подкренати? Иако ние немавме штрајкои како сливарите, како оризарите, јаболкарите. Добро, запрете ме молам. Не правиме сега сред село. Едно прашање и една констатација, јас ви благодарам да му даеме шанса веднаш да одговори министерот. Свесен дека добиточниот фонд е опадната 70%. Добро, благодарам многу. Министр, две прашања. Дали сте свесни? Тоа е политичка констатација. Точно, да, јас сум свесен заради погрешните криминални политики кои што биле водени. Меѓутоа, за да се носат нови мерки и политики, ја може да наредам 10 мерки минимум кои што се донесени во овој период во делот на сточарството. Ние уште 2017 година 10% линеарно ги зголемивме субвенциите за целото сточарство. Ако 20% беа во растителното, 10% се во сточарството. 2018 година 10% имат поголеми субвенции, исто така сточарите кои што имаат развоен потенцијал или капацитет, односно оние кои што ќе покажат зголемен број на грла.
30% имат зголемени субвенции, исто така по основ на зголемување на бројот на грлата, што е факт дека ние и на самиот почеток, расчистувајќи со сите стари долгови, буквално воведуваме нови мерки и политики во тој дел. Не велам дека тоа е доволно, но ние точно чекаме да се направи обележувањето на добитокот во државата, да ја знаеме фактичката состојба и кога ќе ја знаеме фактичката состојба која не била направена со години, колку се намалени овците, колку се намалени говедата, точно ќе знаеме со кои средства и на кој начин и колкаво ќе биде зголемувањето во овој дел. Пред да го вклучиме следниот, Николовски, реколте дека сте доисплатиле 200 милиони за останати долгови и субвенции. Вкупно 200 милиони во оваа година, во овие 18 месеци, кои што опфаќаат за останати субвенции уште млекопроизводителите во Могила за 2017, која ќе им ги доисплатите? Еве самиот гледач кажа дека денеска се доисплатени. Третата фаза од млекото од 2017 година, овие денови платежната агенција ја затвора со исплата. Добро. Фактот што исплатјавме субвенции од програма 2013, 2014, 15, 16, она што не било исплатено со години, секако дека го оптеретува буџетот, секако дека се тоа пари плюс кои што премиерот, владата на секој еден можен начин бара како и од каде да скратиме, се со цел да повеќе пари влезат кај самите земјоделци. Љупчо Николовски, министер за земјоделие, натаму е со вас. Добро вечер. Добро вечер. На телефон Христијан, пчелар, Добро. професионален и сточар, исто од село Долгаец. Вака, сега сакам до министерот да кажам и пофални зборови и некои критики. Пофални зборови бидејќи вистина од 2013 што беа за останати субвенции, сите се исплатени во целост, што ми каснеа, што не беа доисплатени, што палеа и ред други работи. Но сега слушнав информација за пчеларите дека од 2019 се креирал некој предлог закон дека ќе бидеме ставени до 100 пчелни семејства да се исплаќаат субвенции, а над 100 пчелни семејства не. Значи, мислам дека тоа не е ферски, зашто ние трикнеме пчеларството тони во земја, а пчеларството мислам дека е една многу битна гранка за земјоделството. Мислам дека можеби да се каже една од најбитните гранки. Според на курентноста на медот во секој случај ви давам за право, но сакам вас да ве прашам. Ако сте задоволни што ви се исплатени субвенциите како сточар, ги вложите тие пари во окрупнување на стадото, на примера на нови мерки и така натаму? Да, значи ние почнавме со 120 грла овци, сега сме стасани до 250-260, но имаме еден голем проблем, што патот е рурално подрече, 5 километри, не е посипан општина Долнени до село Црнилиште, значи не е ни посипан со тампон. Патот не се оди само со джип може да се стигне до таму, а има негде 70 на жители. Значи до општината е 10 пати доставувано барање до градоначалникот, сега од Црнилиште градоначалникот, значи од СДС, 10 пати е барање поднесено од градоначалникот, немаме пари. Христијан, ви благодарам, да бидеме рационални, да им ставиме простори на другите, да дефинираме зошто на 100 пчелни семејства, а медот вистина сега курентна стока и во органската храна и во фармацијата, дали тоа е точно. И второ, мислам дека ова и позитивно и негативно се окрупнува добитокот на еден начин. Прв пат слушам дека некој што земал субвенции вложил во окрупнување на своите грла. Самата информација не знам од каде, ние постојано ја зголемуваме поддршката, особено во делот на пчеларството, и Македонија тука беше прво во регионот која што во текот на оваа година се представи на најзначајните сајми со државна поддршка, особено во делот на органското производство, поддршката на младите пчелари, на огласот за младите земјоделци, особени критериуми, приоритетни ставивме во делот на пчеларството, на сточарството и на овие инвестиции, за да овие средства дојдат до младите. Има огромен број на апликации и сметам дека ние во овој дел апсолутно треба да ја зголемуваме поддршката и да уведуваме нови развојни мерки, да уведуваме иновации и апсолутно распишавме и оглас прв во историјата за добивање на земја каде што приоритет имат сточарите за производство на сточна храна до 3 хектари, над 3 хектари, огромен е бројот на апликации, интересот и така натаму. Сакам да кажам дека низа на мерки се спроведени во текот на годината во овој дел и
единствено ќе продолжиме во правец со зголемување на поддршката на пчеларството, кој што е особено битно за целокупниот сектор. Христијан и Борче, се надам дека сте задоволни и натаму сме на телефонска линија или на свој еден ринг меѓу производителите и нивниот министер. Добро вечер. Браво. Браво. Добро вечер. Добро вечер. Иле од Свети Николе. Како? Поздрав до вас. Иле. Добро, поведете. Поздрав до вас, до министерот. Так, едно прашање. Министерот спомна дека ќе се прават нови системи за наводнување. Вак, ја имам подигнато лоѓе, имам и насад, плешник. Имам инсталиран капка по капка на целата површина од 6 хектара. Ама голем проблем е што водата од локалната брана од Свети Николе, Мавровица, се троше нерационално, односно се наводнува со топови, со бренери и во голем дел и рефур. Зашто тече буквално реки низ нивите, а на мојата површина многу слабо даваѓа вода. Едно прашање дали може да се стимулира или да се некако некој начин да се промовира вадењето капка по капка. Како уште еднаш молам, не ве слушнав и јас прецизно. Прашањето? Дали може некако да се стимулира да се промовира наводнување преку систем капка по капка? Добро, фала ви многу и благодарам, министре. Покрај крупните инвестиции кои што ги имаме во делот на системи за наводнување, кои што се особено значени во текот на оваа 2018 година на територија на целата држава, дали се тоа мали системи за наводнување, дали се браните, дали се големите системи, како што Јужна Вардарска долина почнуваме првата недела во јануари на 2000 хектари, се прави систем за наводнување во Тетовски полок од 15 милиони евра, да не ги набројувам сите други. Што се однесува до конкретниот случај, секако дека системите капка по капка ќе бидат со можност за финансирање и преку ИПАРТ, и тоа е најголемата новина која што ќе ја имаме со новиот повик за мерката ИПАРТ, која што ќе ја промовираме, може да кажем, тука утре во Струмица во 11 часот ќе имаме пресконференција на која што ќе го објавиме новиот повик за инвестиции за ИПАРТ, каде што согласно новите одобрени правила и програмирање од Европската унија и системите капка по капка ќе бидат апликативни да може да граѓаните и фармерите конкурират, а исто така за систем капка по капка можноста да се конкурира и преку програмата за рурален развој, така да секако дека гледачот ќе може да го информираме директно во министерството за тоа кога ќе бидат соодветните повици за да може да бидат искористени. Со оглед на оваа палета на широки прашања, ќе требаше цел тим да донесе тука, но морам да признам дека релативно брзо се сноѓате. Добро вечер за следниот. Гледаш, добро вечер. Да, повелете. Добро вечер. Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Вам ви велам добро вечер. Поздрав до министерот за земјоделие. Толку многу го сакале што го поздравувате. А вака ќе прочитам сите кукате и фрлате дрва и камења по владава дека не ви дава субвенции и така натаму. Се работи за земјоделец од село Горно Агврци, Битолско. Добро. Се работи за платежната агенција, имаме добиено трактор за млад земјоделец, меѓутоа средствата се уште не ни се вратени. Не ви се вратени назад за инвестицијата во тракторот? За инвестицијата, за 75%. Имаме и судско решение од управен суд, меѓутоа платежната агенција не го спроведува. Од која година? Од која година? Од 2017 година. 2017. Добро. Да. Бабановски да се замисли, а министерот да одговори. Да. Запознат и директорот и Бабовски е запознат, меѓутоа 75% не ни се средствата вратени со решение од управен суд. Добро, благодарам многу. Ај уште еден гледач, пак ќе да направиме. Добро вечер за следниот гледач. Аграрната политика на владата, субвенциите се тема на вечерашното директно телевизиско соочување на министерот со нашите производители и со сите наши граѓани. Зошто на крајот кажете и ние сме потрошувачи и консументи. Добро вечер за следниот гледач.
Добро, додека не се динамизира диалогот, повелете Во одговорите. 2017 година се склучени рекордно најголем број на договори во делот на млад земјоделец, 424 договори за по 10.000 евра поддршка. Може да најавам дека 2019 со измена на закон таа поддршка ќе зголемиме на 15.000 евра заради интересот да младите останат тука. Од овие 424 договори Тие се неповратни или кредитни? Тие се неповратни. Неповратни. И со нив може да се кредитира, да се задолжува за дополнително кредитирање, да го зголеми тој фонд. Со тие 15. Ова се средства кои што треба да се инвестираат и треба со фактури да се оправдат средствата за да им бидат вратени. Тоа е основа на ИПАРТ фондовите инвеститори. Околу 3,5 милиони евра се веќе исплатени од сите овие договори. Факт е дека треба инвестицијата да биде завршена за да може да ги добијат назад самите средства. Понекогаш се набавува трактор кој што не е согласно договорот кој што е склучен, меѓутоа во конкретниот случај секако дека ќе го разгледаме со директорот предметот за да може конкретно да одговори. 2017 купил трактор, не му се вратени ветените 75%. Јас така разбрав, така? Па затоа го прашувам дали од 2017 дали од претходните години со оглед на тоа што водели судска постапка, заради тоа што овие веќе 2018 година во најголем дел 90% се Рече дали има уште гледачи? 22 и 37 обично земјоделците се легнуваат после раните активности, ама очигледно дека се будни. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака сега сакам да прашам за министерот за земјоделие, да го поздравам само. И сакам да прашам за околу ИПАРТ 2 програмата. Прашуваат многу земјоделци, сакам да го прашам земјоделецот кога ќе биде одобрено новиот, мислам кога ќе биде пуштен новиот оглас за ИПАРТ 2 програмата. Не сте го слушали, мислам дека навести утре во Струмица, па понатаму нека ви објасни. Поверете. ИПАРТ 2 програмата е една од најуспешните, кој што кажа во текот на оваа година. Склучивме договори од 18 милиони евра, што е за 2 милиони евра повеќе од вкупната реализација на ИПАРТ, целата ИПАРТ 1 програма од претходните 10 години. Ова говори за интересот на земјоделците за самата програма, кој што се зголемува. Актуелен имаме повик за поддршка на преработувачката индустрија, каде што имаме на располагање 13,2 милиони евра и тој повик трае до 29 јануари. Може да потенцирам дека интересот исто така е огромен, а утре во Струмица со директорот на платежната агенција ќе објавиме распишувањето на новата мерка која што земјоделците ја бараат. Тоа е за инвестиции во материјалните средства на земјоделските стопанства. Значи утре ќе биде објавен новиот повик за ИПАРТ за ова мерка, каде што ќе имаме на располагање околу нови 9 милиони евра. Добро, ајде уште еднаш, мислам дека имате некој коментар. Фала ми многу, тоа ми преше. Добро, фала ви многу. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, повелете. Слушаме. Вака, јас се јавувам од Кавадац, се викам Јошев Дана. Пред 10 дена имавме состанок со директорот во водостопанство Тиквеш. Бараме средба со министерот и му прати препорачно писмо пред 5 дена. Уште немам повраток дали го добил, дали не сакам да ми одговоря. Дали му е добиено и кога ќе оствариме средба во Кавадарци. Ние имаме проблем со водостопанство Тиквеш. За тоа што сите што поливаме во Тиквешијата на висока зона, водарината ја до 850 денари. Од капка ја до 610. А овие што се испод канал, они плаќаат 650 денари. И затоа ние на 1500 кг гројзе имаме по динар и 20 трошкови, а овие што се испод канал имат, значи, немат ни 0,5 пари. И затоа ние бараме средба со министрот во Кавадарци, во општинската сала, народ се револтира и така да видиме или директор ако може да каже или ако го добил и дали го добил писмото. Еве од мене имате гаранција за средба во име на гледачите. Министр ќе остварите ли? Да, средства се добили писма или ви ги кријат писмата да не се вознемирувате многу? Не ги добивам писмата, знам точно за што станува збор. Разговара веќе со директорот на подружницата Тиквеш и со неколку други директори од АД водостопанство. Ние пред само 2 недели имавме 3 средба во Кавадарци посветена на лозарството и на мерките и политиките во тој дел, секако дека и делот на водостопанството и
проблемите кои што ги имаат граѓаните. Очигледно направено едно во 2015 година акционерско друштво кое што е сосема неекономично, односно кое што има многу низа на проблеми, укинати се водните заедници, формирано е едно акционерско друштво, граѓаните плаќаат наместо сами да управуваат со системите, парите одат во Скопје. Во ова акционерско друштво од 2015 и 16 служише само за вработувања. Сметам дека ние сериозно една бандитска организација на која многу се жалат од. Да, ние сериозно посветивме внимание, заеднички со Европската унија направивме детална анализа и ќе понудиме нов концепт за соодветни измени во делот на акционерското друштво АД водостопанство. Не ми ветите мене, а и на гледачот, каде да се видите со нив или да дојдат. Апсолутно. Иначе ќе оствариме средба со. Држам за збор. Да. Поштовани гледачи, и натаму следите диалог меѓу вас, производителите, и меѓу нас, потрошувачите, со министерот за земјоделие. Јас знам еден податок, нека ме дементира Николовски, околу 400 милиони имаме извоз на храна, но имаме затоа и 530 милиона и натаму увоз на храна, што значи дека тој дефицит се уште не го покриваме. И тоа е значајна стапка во рамките на вкупниот буџетски дефицит. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Да, повелете. Добро вечер. Повелете. Едно прашање за министерот. Зошто неговите служби не ги признаваат изјавите како веродостојни за наплата на долгот за закуп на земјиште и врз основа на таквото непризнавање ги раскинуваат договорите со личен подпис на самиот министер? Жусто, доста ве поздравува, повелете. Апсолутно, и со целокупна одговорност ќе одговорам дека за сите договори за кои што не се платени закупнени, тоа е апел деве до сите граѓани. Сите оние кои што имаат неплатено закупнина од 2015 навака, значи 3 години последователно. Договорите ќе бидат раскинати заради соодветни истраги на финансиската полиција, на Министерството за внатрешни работи и кривична одговорност на самото министерство. Само ни потпаѓаат овие 200 закупени па одземени парцели. Меѓутоа изјавите не ги признаваат. Чекајте, кажете во Агенцијата за финансиска подршка. Кои изјави? Од Агенцијата за финансиска подршка, кои ги дадовме ние. Добро. Тие не ги признаваат за санирање на долгот. Тоа се изјави за конкретна година за пребивање на закупнината со субвенциите. Треба за секој конкретен случај конкретно да биде проверено. Само да се слушаме, ајде завршите констатациите, па ќе ви одговори министерот. Повелете. Ало? Да. Кажете конкретно уште, еве... Конкретно се работи за Ацо Донев од Валандово. Немојте имиња, иначе ќе ги отворам... Има имиња, значи, не ми е признаена изјавата што се дава за компензација. Добро. Вие бевте Ацо Донев. Добро, ви благодарам многу за Ацо Донев. Значи, штом не е признаена, ако ја добро разбирам, иако морам да признам дека јас сум помалку лаик за овие работи, но вештината, веројатно наводењето ми дава за право. Што ме се сомневате на валканости и на некакви прекршоци или сте бавни у реакцијата? Секако дека соодветни прекршувања има постојано и ние преку Државниот инспекторат за земјоделство ја правиме таа системска контрола или ревизија на самите договори. И на десетици, стотици договори се најдени каде што има договори, а не се обработува земјиштето или не се користи согласно договорот. Сега, што треба да направиме во тој случај? Ние ветивме пред граѓаните дека ќе направиме ревизија. Ние ветивме дека земјата ќе отиде кај вистинските земјоделци, дека ќе ги улесниме процедурите како да се стави во целокупната земја во функција. Затоа го објавивме пред 10 дена јавниот повик за цела територија на држава да секоја педа земја ја ставиме во функција. Секако дека има и договори во кои што повеќе од 3 или 4 години не се платени закупнините и покрај тоа што во овој период направивме и опомени, се покренати тужби и сите правни лекови или постапки, меѓутоа закупнината не е наплатена. Се трудиме секогаш да бидеме флексибилни и ние да бидат граѓаните информирани, а и платежната агенција... Ненаплатени закупнини?
Колку е таа дубиоза? За жал нема таков податок. Искрено ќе кажам дека кога влеговме во Министерството не беше поврзано ниту со Агенцијата за катастар, а не па со Министерството за финансии. Во тек е тендерска постапка за изработка на софтвер преку кој што за прв пат после толку време ќе се поврземе сите договори на Министерството со Министерството за финансии, со нашите подрачни единици, со платежната агенција, за да може во секој еден реален момент да се следи за кој договор, дали е платена закупнината или не е платена, дали се исплатени субвенциите или не се исплатени, дали има промена во катастар или нема промена. За жал, до ден денес таков систем кој што навистина е елементарен, не постои, или таква евиденција не постоеше. Колку време ви треба за тоа да го инсталирате? Го работиме веќе во завршна фаза и верувам дека ќе го имаат граѓаните. До следниот пат кога ќе дојдете во студиото, се надам дека ќе им кажете, бидејќи ако ништо друго, барем сега имаме купишта од оспособени IT програмери кои веројатно се вешти барем на светските пазари, барем дома тоа да го завршат. Елементарно е што не постои таква поврзаност и затоа тоа е една од првите задачи. Добро, министре, ви забележувам што ми ги земавте новинарите, да беше сега Сонја Јанковска покрај мене, поинаку како новина, поинаку ќе се однесуваме, бидејќи е поупатена од мене, но јас обидов да ичитам еден куп форми, ама немојте више да земате новина. Верувам дека земјоделието станува тренд и дека ќе ги следите. Добро, поштувани гледачи, дали уште сте расположени за диалог? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од Малокојњари, сточар, земјоделец. Каде све не се гледаме по селава. Добро вечер. Кажувате дека за 13-та година субвенции имате испуштено, а ние за 13-та година немаме за ништо земено субвенции. Добро. Кој е тоа? Мало Коњаре или големо Коњаре? Да, Мало Коњари, да, Мало Коњари. Субвенција за што? За стока или за... За стока, за крави, за млеко, за ниви. Нивието ни се наша собственост, немаме под концесија никакво земено земјиште. Ама ги работевте ли нивите или така ви стоят за да взимате субвенција? Да, ги работиме, Што ги работите? али немаме никако добиено писмо дека сме одбиени. Кога и да се јавиме во платежна агенција ни кажуваат дека сме наред за чекање. Еве чекаме и 18-та помина, ние за 13-та немаме ништо земено. Има една народна не умри магаре на зелена трева од чекање, но се надевам дека нема тоа да биде. Николовски? Ние се трудиме сите, како што кажав, за останати и пренесени обврски од претходните 5 програми, да ги исплаќаме редовно, не пред избори, како што се исплаќа на 2 дена пред избори 50 милиони евра, туку неселективно и комплетно. Има соодветни решенија за кои што се водат и судски постапки. Такви има стотина кои што не се исплатени. Сето толку исцртате уште еден бел лист, веројатно има така да конкретно треба да разгледаме за кој случај станува збор, за да може да одговориме. Добро, дајте им на ова да преслушаат на сајтот. Да, Мало Коњаре. Мало Коњаре. Ќе ги проверим. Добро вечер за следниот гледач. Вечер, поздрав, тука Весна. Морам да ви кажам една забелешка. Јас сум среќен зашто предполагам дека истиснавме еден дел од гледачите кои чиј вокабулар е во политичката пресметка и во тоа Заев, Мицковски и така натаму. Се работи за очигледно за една наша проценка дека треба да разговараме за земски и секојдневни реални проблеми. Повелете сега, извинете. Нема проблем. Да. Земјоделецо е веќе на дното. Значи, наместо да одеме напред, ние тонеме. Директно кажувам за денеска во Облишњево. 80% продавачи, 20% купувачи. Жално. Секој што сака да купе вика сино, сната, ќерка, зет ми се устранство. Нема кој да го јаде тоа место. Значи, јас продавам свињи, имам 25 мајки, со 1000 денара ме субвенционира за мајка. Како ја да го зголемам производството? Обема на работа, кога за прасе нити дена нема субвенција. За јагне има, за теле има, а за прасиња мали нема. За работник да работи у фарма нема субвенција. За овчари има, за свињарството посебно нема. Субвенција кога сега највеќе требат за храна нити денар. Значи не се знае оваа држава, министерот треба малку да поведе ред, кој зима субвенции, како зима и дека одат. Тие пари што било поминало. Натаму треба да се гледа. Појдемо стратегијата на земјоделецо. Татко, мајка,
Што са биле луѓето земјоделци, продолжува земјоделие. Не може вчерашно било која девојче или жена стават по закуп ниви 30 декара, од утре индивидуален земјоделец, он зима трактор, механизација, се, а луѓето што работат по 20 години земјоделие, ништо. Субвенција сега за кредитите, за каматите, јас можам земала кредит да враќам или некои други, без разлика да не е од ИПАРД, ама инвестирала сум у фарма, у прехрана, било шо. Тука не сум субвенционирана. Значи да се извинувам, само ако можам да го соберам прашањето. Зошто не се дадени субвенции за вгледување на... Не само субвенции, ништо не оде како што треба да оде. Нити цена, нити субвенции, нити инфраструктура добро, да производството за ризото кокошанско, то не. Значи народот е разочаран. Малку да се поттикне сега нова година, дека се тие субвенции, кои му треба ѓубре да се фрли на тоа жито, на таа стока в тебе, чејка, храна, јадење, на тај земјоделец не треба да јаде да пие, да се чувствува убаво за нова година. Аш ништо. Сметките блокирани од тите страни. Министерот нека си поведе рачун, државата нека поведе, младите се иселуват. Јас сум млада лично, 40 години, ако се продолжи вака, нема потреба. Јас отварам, нема што да работи. Чекайте еден момент. На почетокот рековте нешто што мене ми е посебен факт на интерес. Рековте дека пола семејство се иселило и дека сте вие речиси една од ретките што останала? Па да, селат се. Нека појде министер од село на село, нека виде колку лоđаци чурат се. Нека појдат. А нас не само... Рековте дека сте од Облешево или од Чешиново? Да, Чешиново, Облешево. Денеска имаше пазар, купувачи 20% купувачи, 80% продавачи. А лани пред 2 години не можеше да се постака од народот да се продаде стоката. Сега го молеш и не купува. Нема кој да го јаде, вика. Сакам ќерко да купам, ама нема младите си селија. Нема кој да го јаде. Старите сме на милост и не да заставени. Добро ви благодарам, бевте прилично критички настроени и мислам дека е добро што на таков начин им ги долуваме на министрите кои се слуги на народот условите во кои и вие и ние живееме. Министр, што ќе коментирате? За разлика од почетните поздрави и честитки овој пат? Па не, генералниот коментар не е за нешто што е од денес. Да. Генералниот коментар за сето она што се случувало во периодот. Јас и денес ќе повторам, за да се врати земјоделството во нормала, за да се стопира падот, за да имат резултат развојните мерки и политики, за да има резултат долгорочните политики кои што се спроведуваат. Тоа не може да се осети ниту за еден месец, ниту за една година. Ќе трае овој процес, ќе трае сето она што денес се презема како политика, за да може навистина да спречиме и младите да се иселуваат и да ги мотивираме да се занимаваат со земјоделство. Ваќе кога ве слушам од аспект на политичар Николовски, нели, министер, изгледа логично, долго ќе трае, треба трансформација. Меѓутоа, се надевам дека секој ќе почнат председателските, особено другите избори, кои ќе одите одмah им ветувате. Брда и долени, што би рекле. Таа перцепција на тоа дека народот понекогаш се чувствува излажан меѓу ветеното ваше и реализираното како министри и како концепт на владење. Тој принцип на конфликт ги доживувате, ги сваќате дека оваа рецензија на жителката од Облешево? Питате, ја точно стојам за тоа што е кажано и во предизборната кампања, она што е дел од владината програма. Иако има време, ја сега може да нотирам 5 клучни мерки на кои што ја баравме поддршката дека се реализираат во делот на земјоделството. Имате 2 минути за 5 минути. Ревизијата на земјоделското земјиште е една од клучните мерки кои што ја зборавме. Тоа беше клучна потреба на граѓаните и на земјоделците. Ние денес збориме за враќање на земјиштето и ставање во функција на земјоделците и на фармерите. Имаме рекорден број на огласи оваа година. Имаме нов инвестицијски оглас кој што ќе донесе десетици милиони евра субвенции. Односно инвестиции во земјоделството. Кажавме дека 10 милиони евра годишно ќе даваме во системи за наводнување. Ова е година во која што 12 милиони евра се потрошени
на системи за наводнување и на водостопанството на деталната мрежа или на целиот систем? Апсолутно на она што е потребно. За да направиме детална мрежа или секундарна мрежа во Гевгелија и во регионот на Дојран и Валандово, мора да изградиме браната Конско. Тоа е историски најголем капитален објект во водостопанството. Без тоа нема да има вода за тие 8000 хектари. Во оваа година ја започнавме. Колку ви треба за да изградите таа брана на Конско? 5 години ќе трае грана. 5 години ќе трае брана. Дека Љупче Ѓорѓиевски одинаат да направи капитални проекти кои што во историјата не се случиле. Ја ви гарантирам дека 100 милиони евра проекти оваа година се започнати во делот на водостопанството и во делот на системите за наводнување. И тие не може да се изградат преку ноќ. Ама работевме проекти, беа запоставени, никој не се фокусирал на таа работа, никој веројатно не мислел дека мора, за да има конкурентно модерно земјоделство, за да се зголемат обработливите површини, за да ги окрупниме, мора да има системи за наводнување за да се произведат соодветни производи кои што се барани. И ние на десетици илјади хектари ја започнавме реализацијата на самите системи. Паралела меѓу ветувањето и реалниот живот. Еве ова гледачка наша се јавува до Блешово. Тоа се Вие имате подрачни единици. Ние сме мала држава. Владата функционира на менаџерски тим на една корпорација. Можете да пратите човек утре во Облешово и да звони да затропа на жена да видиме што е тоа што таа жена се жали од вас, од мерките и од тоа дека... Апсолутно може, и тоа го правиме секојдневно, не само подрачните. Па јас, Љупчо Николовски, сум секојдневно контактната, па нема земјоделец кој што го нема мојот телефонски број, нема на кого не одговараме на пораки. Ние апсолутно од средбите од терен, од она што се контактува терен, најдобро се дознаваат, но и најбрзо се решаваат проблемите на граѓаните. Добро, поштовани гледачи, имаме уште време, со дозвола на моите колеги кои ги работат вестите, уште некои десетина минути. Дали има уште некој гледач или да го завршуваме овој ринг меѓу министерот и непосредните производители? А ја имам едно прашање. Добро вечер, дали има гледач? Ало, ме слушате? Да, ве слушам, поведете. Имам неколку кратки прашања до министерот. Ама кратки? Ало, ме слушате? Да, ве слушам, ајде. Вака, би сакал да му поставам на министерот прашање дали знае дека над 30% од говедата за една година ги нема во Македонија. Тоа е едно прашање. Второ прашање би сакал да му поставам дали ако дадете 100 милиони евра, а производството се намали за 20%, уместо да се зголеми за 20%, дали во нормална држава би требало некој да одговара? Трето прашање. Дали министерот знае, ако во Германија 30% од добитокот го снема за една година, ја претпоставам дека Меркел би дала оставка, одма би дала оставка. И четврто прашање, дали министерот некој спатува од Скопје за Охрид, да види дека 5 ниви нема сработено. Нарочито, од Стража до Охрид или од било кој правец, нема уопште ниви сработено. Ја одам често за Охрид, ама у тоа брдата на Стража не знам дали има ниви за обработка. Не, од Стража надолу. Од Стража надолу. Добро, доволни се 4, достави се, блицки одговори министерот. Поведете. Да, ние потврдивме, односно, како резултат на погрешните политики кои што биле водени, имам пат на сточниот фонд во државата. И тоа не е нешто што треба да го измислиме. Ние сакаме да знаеме точно преку пописот, преку електронско обележување, преку системски мерки кои што ги презимаме, поточно Агенцијата за храна и ветеринарство која што ги презема, да дојдеме до точните бројки, да бидат тие споредени со системот на платежна агенција и да знаеме дали има злоупотреби, нема злоупотреби, колкава е можноста, колку пари ни се ослободуваат за да може да одиме со зголемување на субвенции во делот на сточарство. Читам овде 2019 ќе започне со електронско преобележување. Тоа значи дека претходното обележување било неуспешно, нецелосно или неквалитетно. Не знам дали било и какво било, знам дека нема такво обележување и дека подготвуваме таква постапка. Ќе направиме регистар на вкупниот добиток и сточниот фонд. Апсолутно, ама без да има можност за било какви манипулации од ветеринарните друштва преку Агенцијата за храна и злоупотребувајќи го целиот систем. Ни треба вистинската фактичка состојба за да носиме соодветни мерки и политики.
Во делот на субвенционирањето, секако заради тоа се прави промена на модел, се усогласуваме со тоа што е моделот на Европската унија и секако дека се носат мерки и политики преку кои што сум убеден дека земјоделското производство ќе се зголемува. И не е само тоа, тука се низа на закони, на системи, на други мерки и политики кои што треба да бидат преземени, вклучувајќи ги системите за наводнување, вклучувајќи и зелената нафта, ослободувањето од персоналниот данок кој што како едно трето ветување кое што го дадовме пред граѓаните, веќе реализирано од 2019 година. Што значи набавка на приплоден добиток што посебно ќе го субвенционирате? Да, тоа посебно ќе го субвенционираме преку програмата за рурален развој од 2019 година со многу полеснати критериуми, околу над 1 милион евра ќе бидат насочени за... Ако купам крава, колку ќе ми даете? Кога ќе биде објавено, ќе знаеме по корисник колку ќе следува. Она што воведуваме олеснати критериуми кои што ги мачаа земјоделците, да прво склучуваат договори, па ќе набават добиток, а не знаат дали агенцијата ќе им ги одобри или не. Ние ќе ги одобриме сите договори и сите ќе бидат целосно исплатени, односно фармерите ќе бидат сигурни во собствената инвестиција. Тоа е една од новите мерки. Се прелива дел од националниот доход во една тесна група на бизнисмени, олигарси и така натаму. Или искрено да ви кажам, прашам, што ќар имаме генерално ако субвенциите во овчарството, во лозарството се преливаат во преработувачките капацитети на дел од бизнисмените, а при тоа тие остануваат на одреден начин нечепнати во нивната обврска, исто така да инвестираат како преработувачки капацитети во развојот на руралниот сектор. Може би оделе, меѓутоа од оваа година една од новите мерки која што введовме е лимитирање на износот на субвенции. И тоа верувам дека граѓаните треба да ги интересира, заради тоа што ако во претходните години сте можеле да добиете 1 милион или 2 милиони евра субвенции или штета од неколку милиони евра, ова е прва година во која што лимитот на субвенционирање, без разлика на површините, без разлика дали имате 18.000 хектари, без разлика дали имате 5.000 грла, е 300.000 евра. Меѓутоа, во минатото, голем износ од овие средства се слевале кај одредени корисници. Тие средства кои што ги ослободуваме по тој со самата мерка, ги насочуваме кон развојните категории на земјоделски стопанства. Заради тоа, оваа година 20% се зголемени субвенциите на оние кои што одгледуваат лозови насади само од 1 до 5 хектари или овошни насади до 50 хектари. Оние кои што имаат потенцијал за развој, таму ги насочуваме парите и верувам дека тоа на дол крок ќе доведе до развијано земјоделство. Телефонски ринг меѓу министерот и неговите производители и преработувачи, главно она што мене ми причинува задоволство од медиумски аспект, Коњаре, Могила, просто ги заборав сите села од каде се не се јавија и тоа е некоја стимулација и за мене како водител, и за сите мои колеги. Дали сакате да превршуваме или има уште некој? Ало? Да, поведете. Добро вечер. Добро вечер. Кире од Прилеп на телефон. Би го замолил министерот, претходно почна да кажува за новиот концепт во АД водостопанство, па дали може нешто поконкретно да кажи што ќе биде со АД-то и зошто нема субвенции за систем капка по капка за површини помали од 1 хектар? Добро, благодарам многу, концизно и јасно. Повелете. За субвенциите не знам, тоа треба да се провери во платежната агенција, дали станува збор за аплицирале за капка по капка или не преку програмата. Хектар, демек дали има право, да. Треба да се провери. Што се однесува до концептот за АД водостопанство, тоа е, како што кажат, ние заеднички со Европската унија направивме соодветна анализа компаративна на законодавството во регионот и во Македонија и е неопходна соодветна промена. Внимателно одиме во тој дел, заеднички управата за водостопанство, акционерството друштво, вклучен е премиерот кој што ги знае проблемите. Навистина е со укинувањето на водните заедници,
земјоделците не можат да управуваат со самите системи. Услов може да кажам дека во сите средства кои што ги добивме 7 милиони евра за мали системи за наводнување, за кои што веќе имаме во јануари ќе има тендерски постапки за 7 системи на територија на државата, кои што се финансирани од Европската унија. Меѓутоа, и Европската унија, и Светска банка, и сите останати меѓународни донатори, кога сакаат да финансираат во иригационите системите за наводнување, бараат земјоделците преку соодветни земјоделски задруги, односно водните заедници или друг облик, сами да управуваат со самите системи. Клучна е промената во која што мора да сами ги одржуваат, да сами се грижат за наплатата, да не очекуваат од Скопје, од централата или од било каде, заради тоа што никој од тука не може подобро да знае дали има дефект на соодветниот систем, не знам, во Брегалница, во Кочани и слично. За следниот гледач, мислам дека уште имаме 5 до 10 минути. Поштувани гледачи, ви благодарам за интересот. Повелете. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Се јавувам од Преспа. Ресен, сакам да го прашам министерот. Ало, добро вечер. Повелете. Се јавуваме од Преспа. Добро. Од Ресен. Да. Две прашања за министерот Николовски. Зошто од конзумното јаболко има многу ниска откупна цена од 6 денари и интересот за откуп е многу слаб? Со ваква цена, значи тешко можат да обстанат овощарите во Преспа. Добро. И второ прашање, кога ќе бидат исплатени и обештетени овощарите по 3 денари, за да можат да си ги остварат своите права и да ги исполнат должностите за плаќање на струја и вода и препарати што имат замено за одржување на јаболката. Добро, благодарам. Што се однесува до 6 денари јаболка, морам да ви кажам дека јас се изнајадев ефтина јаболка. Што не е добро за вас, а не е добро и за развојот на овој тип на овошно производство. Што вие мислите? Ние во текот на оваа година имаше дополнителни мерки во секој еден поглед за поддршка на јаболко производството, но факт е дека има проблем со првенство индустријското јаболко, заради тоа што имаме 60.000 тони вишок, односно 60.000 тони вкупно, од кое што на соодветната мерка која што донесовме, тоа е со 3 денари дополнителна субвенција за индустријското јаболко, за прв пат не само за преработувачките капацитети, поради тоа што постојат само 2, туку и за трговците, таа даде резултат заради тоа што мислам дека околу 40.000 тони се откупени по однос на оваа мерка, што значи над 1.200.000 евра дополнителни средства кои што во Преспа ќе бидат. Не може да го абсорбираат више. Проблемот е што отсуствувала со текот на времето поддршката за да има соодветни капацитети кои што ќе работат во тој поглед. Заради тоа на крајот потенцирам повторно. 2019 година ќе биде година во која што ќе се насочиме на поддршка на преработувачките капацитети. И преку програмата за рурален развој, тоа е мерката 1.2.5 која што за прв пат ќе ја заживееме, а тоа се интегрираните проекти каде што државата 80% од трошоците ќе ги покрива за изградба на преработувачки капацитети, за формирање на синџер на преработувачи, за новите производи, нови пазари, новите можности и технологии преку инвестиции во овие капацитети, а интересот го има и за нови преработувачки капацитети во Преспа за јаболкото, и за сливите, и за останатите земјоделски култури, заради тоа ќе ги поддржиме директно преку програмата за рурален развој, а факт е дека ИПАРД програмата секако најмногу ќе ја користиме како најатрактивна во моментот за поддршка на преработувачките капацитети и преку сите други можности и начини како би ги поддржале, се со цел да имаме баланс помеѓу производството и помеѓу преработувачката, односно да имаме долгорочно решение на вишокот на производи кои што ќе може да се откупат, преработат и извезат. Еден дел, бизнес. Мислам дека ви е време да изфинансирате една утринска програма со директни контакти со нашите производители, со една стручна екипа и со вашиот политичко-финансиски багаж, и мислам дека сите ќе бидеме задоволни од тоа, а ако имате пари, ако немате пари, никоме ништо. Јас кажав, контактот со граѓаните, со земјоделците, со фармерите, секојдневно и по телефон и на терен, ни ја даваат навистина вистинската слика и проблеми, но и решенијата кои што треба да ги наоѓаме, секако дека прифаќаме. Толку сте блиски со Зоран? Да, блиски. Зар морате и на мотори да бидете блиски? Што е тоа, знак на мок или знак на мажественост?
Па не на користење на слободното време, тогаш и толку колку што се има заеднички. Точно, да, бевме во Струмица, на гости кај премиерот и го искористивме тој момент и за... правите селфи. Кој е поблиску до Заев? Не, апсолутно нема потреба такво докажување. Битно е да сме блиски со граѓаните и со луѓето. Тоа е пред Уште една политичка провокација. Пошто ли ривалската битка внатре во СДСМ за председателска номинација? Па се уште... Спасовски овде синоќа рече дека не размислува, ама ако дојде време, ќе си го каже. Сега ја знам и за други потајни или канализирани номинации. Кога може да се очекува така наречениот консенсуален председателски кандидат на коалицијата СДСМ и ДУИ? Па тоа ќе биде во рамки на роковите. Секако дека искрено ние внатре очекувам да имаме централен одбор во почетокот на јануари. Тоа е најавен од страна на председателот. Имаме актуелен оглас за нови председатели на партиските комисии. Заживува многу партијата во поглед на внатрепартискиот потенцијал и соодветни промена на соодветни концепти кои што ги имаме и системско функционирање на партијата, особено во делот на одговорноста на функционерите, реферирањето пред граѓаните, реализацијата на планот за живот и на политиките. Мотор, тој е толку цел Божидене по улиците и сокаците и по населбите. Ја мислам дека не сум видел досега тако, а ве следам 25 години толку ангажиран активист на СДСМ, се разбира и пратеник. Па добро, позицијата генерален секретар се има своја Значи председателски кандидати има. Секако дека има и потенцијал и кандидати, меѓутоа потребна и внатрепартиска постапка и постапка во рамки на коалицијата. За така наречен консенсуален председател. Дали има, ја правев еден ваков својден хајд парк на оваа тема, како председател сакаме, 90 на 100 што се јавија рекоа да биде надпартиски. Што значи, а второто беше да биде човек од народот. И едното и другото се деликатни, ама што вие мислите? Како ќе се избира тој надпартиски и консенсуален председателски кандидат? Па Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на последните избори имаше кандидат кој што не потекнува директно од партијата и во целиот овој период и со промоцијата на концептот едно општество за сите граѓани потврдивме дека ние сме отворена и демократска партија, дека знаеме да го абсорбираме и таа можност се понуди на невладиниот сектор, на граѓанскиот сектор, буквално и до борбата, но и во текот на целиот овој период значени надпартиски или непартиски луѓе кои што имаат капацитет и знаење се на високи позиции и во владата, и се министри, и на директорски позиции, но секако дека сметам клучниот збор сепак треба да ги има органите на партијата, тоа е централниот и извршниот одбор и потребна е соодветна постапка низ која што ќе излезе и кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз. Следевте со еден телевизиски диалог меѓу министерот за земјоделие Лјупчо Николовски и значаен дел од нашите гледачи и нашите производители. И јас сум ви благодарен, иако овие доста вечерни часови пред утрешните работи во фармите и на поле, значи дека ни посветувате внимание. Колку за информација за себе и за министерот. Има уште гледач? Уште некој? Добро вечер. Значи сум ја затворил дебатата. И тоа е доволно. Николовски, имате покана на некаква ваква рунда на соочување, откако ќе го отворите пакетот на субвенционирањето за 2019 и сите овие ИПАРТ 1, 2, 3, више не ги не знам. Поштовани гледачи, толку од мене и од моите вечерашни гости се обидов во ваше име да исцедам што повеќе информации, да бидете задоволни. Се надевам дека сте задоволни од кохабитацијата со нашиот министер, со министерот за земјоделие, иако се уште рака и мака мачиме да се санираат прилично клиентелистичките и коруптивни аранжмани во распределбата на претходните субвенции. Пријатна вечер од мене и следниот Александар, мислам дека што туку не влегол во студиото, јас му се извинувам од оваа позиција и се надевам дека ќе имаш разбирање. Инаку морам да ти кажам дека, условно кажам, добив директива да го продолжам диалогот, бидејќи очигледно имаше значаен број на
на интересенти. Повелите. Пријатно вечер, уште еднаш ви благодарам. Благодарам.